Ниту една од помесните православни цркви не го признала Јован Вранишковски како помесна автономна црква, туку само како составен дел на Српската патриаршија. Документите до кои дојде Сител покажуваат дека изминативе 3 години, откако Јован инсталира паралелна иерархија во Македонија, пропаднале сите обиди тој пред православниот свет да биде представен како архиепископ на посебна автономна црква. Причината е едноставна. Српската патриаршија никогаш не го испрати томосот што во мај 2005 му го додели на Вранишковски и од тие причини Јовановата поа не е евидентирана во ниту еден црковен документ на Вселенската патриаршија. Но каде всушност настанал проблемот? Изошто Српската православна црква веќе 3 години одбива официјално да го извести Вселенскиот патриарх за одлуките на Српскиот сабор. Официјално образложение, како што велат изворите на Сител, неколку пати од Српскиот патриарх досега побарала и Вселенската патриаршија, но до ден денеска официјално Белград не испратил одговор. Сител дознава дека непосредно пред Јован да биде прогласен за Охридски архиепископ, постоел таен договор меѓу Српската црква и блок од грчки цркви, предводена од Вселенската патриаршија, дека СПЦ никогаш нема да го признае уставното име на Република Македонија. Но работите на саборот во Белград тргнале во сосема друга насока. И покрај јавно дадениот збор на бачкиот епископ Иринеј пред Вселенскиот патриарх во мај 2005, членовите на Српскиот собор со надгласување одлучиле дека во текстот на томосот мора да стои Република Македонија. Овој став го поддржало умереното крило владици со образложение дека ако српската држава ја признава Македонија под уставното име, тогаш црквата не може да ја ословува поинаку. И токму оваа реченица е проблематична и затоа СПЦ одбива да го достави томосот од единствена причина што тој во Вселенската патриаршија никогаш нема да помине, бидејќи црквата во Фанер има грчка црковна структура. Инаку за оваа тема неодамна е отворена сериозна расправа во црковните кругови во Атина и во Цариград. Во една анализа во грчките медиуми дури се пренесува и изјава на Солунскиот митрополит, кој вели дека грчката црква ништо не ја врзува со Јован и дека неговото присуство во Солун е непожелно. Денеска во Белград никој не беше расположен да разговара на оваа тема. За српските владици работата била завршена со давањето томос. Дали некој ќе го признае или не Јован, не било нивна работа.